Јас би се задржала на овој дел од одлуката која што се однесува на ангажирањето на возачи на председателот на Советот и секретарот на Советот на град Скопје, затоа што токму ова прашање отвара суштината на односот меѓу зборовите и делата на градската власт. И сега ќе ви пуштам нешто кратко да чуете. Нови трошоци да отварат. Нема нови овако стане состојба како што е финансиска на градот. Вие ќе треба да кратиме постоечките, а не да. Од што ќе кратите? Имате ли замисла? Има непродуктивни трошоци, се најбаналните работи. Јас 4 години се возам со свое возило, не користам гориво и репрезентација 1 денар немам потрошен. Сум бил неколку пати надвор од државата. Сам сум се. Ако сметате дека ова се непродуктивни трошоци, се товар врз буџетот на град Скопје, тогаш во последниот период во јавноста нема да градите наратив на скромност. Се представувате како човек кој што не сака луксус, нема потреба од дополнителни трошоци, дека немате потреба од возачи, дека сте се возеле сам како што слушнавме и тука. Значи не може во јавноста да проповедате скромност, а во оваа предлог одлука која што се наоѓа пред нас да се институционализира комфорт со јавни пари.